Добро вечер до гледачите на телевизија Здравки, на оваа емисијата Актуелно и во неа вечерва гостин ни е лидерот на Интегра, Македонска конзервативна партија, доктор Љупчо Ристовски, дипломиран економист, професор по политички науки, доктор по теологија и низа други титули, јас би рекол. Мислам дека доволно кажав. Добро вечер и голема благодарност што вечерва сте во нашево велешко студио. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Имаме можност да говориме за низа теми, се наоѓаме во едно доста турбулентно интересно време и верувам дека ќе го привлечеме вниманието со сето она што вие денес ќе им го презентирате на нашите гледачи. Само да споменам дека сте Македонска конзервативна политичка партија со демохристијанска идеологија и со десничарска ориентација. Мислам дека го поводи точно. Збор 2, накратко за програмските цели и основните заложби, бидејќи потоа имаме низа доста теми да отвориме и верувам ќе има доста интересни одговори. Повелете. Интегра, Македонска конзервативна партија е нешто ново на политичката сцена во Македонија. Постоиме година и 2 месеци и фала на Бога одлично движиме на јавната политичка сцена. И сме можеби една од единствените политички партии која што инсистира и се држи цврсто до еден заокружен пакет на идеологија, на политичка идеологија. Ние сме конзервативна, вредностна либертаријанска идеологија, што е ново на овие простори, не само во регионот, туку и на тлото на Европа. Конзервативната идеологија, претпоставувам гледачите од прилика знаат за што станува збор, но ние се враќаме на оние исконски, изворни вредности, на доблесноста, на интегритетот во животот, тоа што го мислите да го говорите, тоа што го мислите и говорите и да го чините во вашиот живот, но особено во политиката. Македонија помина низ еден турбулентен период во кој што видовме дека во суштина двете владеачки гарнитури во сиви изминати 30 години олицетворени во Социјалдемократскиот сојуз и во ДПНЕ се занимаваа со нешто што не е примордијален основен интерес на нацијата да оди напред, нели да влеземе во зона на прогрес, на просперитет и така натаму, да дојдеме до една фаза во која што сите ние ќе бидеме нели задоволни од постигнатото во нашиот живот и нели ќе имаме можности и услови за да го оствариме она право на лична среќа која што ни е иманентно својство дадено од Бога. Тие две партии 30 години наедноставно кажано не малтретираат и изнесоа на сцена се, само не вредност. Значи имавте афери на прислушкување, ако сакате 98-2002 ДПН имаше страшна афера за прислушкување, тогашниот председател Трајковски ја амнестираше доста Димовска, се заташка целата афера, не им дојде памет во периодот 2006-2016, влегува флагрантно во еден масовен процес на прислушкување, 29.000 мобилни телефони беа прислушувани, нацијата беше ставена под стрес, стравот се сееше на секој чекор, закани, притисоци, уцени, се владееше режимски, Макијавели беше на сцена, нели се сеќавате на легендарната реченица на Макијавели, кој што нели во неговото дело Владетело прашуваше што е подобро, дали да ве сака народот или да ви се плаши. И Макијавели во наредната глава анализира дека да ве сака народот е многу поголема вредност и е доблес во суштина, но во претходната глава нели сите властодржци кои што се сметаа дека се нели тоталитарци, секогаш прифаќаа дека подобро е народот да ми се плаши. И тие на тој начин сакаа да влеат страв кај народот. Ако се сеќавате, тој период луѓето почнаа и да шепотат во спални соби. Значи беше загушена она слобода на изразување, на јавно говорење. Имавте многу смртни случаи во тој период и така натаму со неразјаснети околности. Значи имавте многу инциденти и нормално прислушкуваните разговори кои што излегоа во јавност извадија сиот нечист веш на нацијата, нечист веш на овие политички гарнитури. И едната и другата како близнаци да се едноставно во злото, тие го играат тангото со ѓаволот, и едната и другата партија. И затоа проценив дека е потребно на политичката сцена да излеземе со вредност, доблесност и интегритет. И немате просперитет на општество, сега малку како професор по политички науки, ќе ви кажам дека немате просперитет на нација и држава ако во фундаментот на општеството, нели во уставот и во законите немате внесено длабински вредност, доблесност и интегритет. Значи ако сакате и сите закони денеска се обидуваат да носат нели една морално-етичка компонента, да
бидат во име и во интерес на населението, на луѓето. Значи, оваа конзервативна идеологија, јас сум гор што ние први ја изнесуваме на сцената на ваков начин во политичкиот систем во Македонија, но сум уште така погорд на овој втор дел на вредностното либертаријанство, што е нешто кој јас го сметам за врв во светската теорија и емпириските практики, иако е недоволно дури ни во светски рамки апсолвирано и функционално употребено во, не знам, политички системи. Има зачетоци и во Америка, има нешто и во Австралија, тук-там ќе видите нешто во Британија, но немате никогаш на политичката сцена досега изнесено заокружен пакет на вредност на либертаријанска идеологија, иако либертаријанизмот има разни правци и лево и десно и горе и доле, но генерално ние се одлучиме да одиме она што е пакет на конзерватизмот или, ако сакате, шлак на тортата на конзерватизмот е вредностниот либертаријанизам. И го влечеме од него. Тоа значи дека мојата лична слобода, системот мора да ми ја унапреди, односно да создаде услови за унапредување на мојата лична слобода до границата да не ја загрозам слободата на другиот до мене. Економските слободи до максимум ги унапредуваме, но до границата некој да не стане монопол или да загрози некоја ранлива категорија на граѓани. Од тука, ова е многу јасна идеологија. Значи, правото на другиот може да оди до граница да не го загрози моето право. Сакате во односот со етничките заедници и малцинските групи, било чие јазично идентитетско право може да го напредувате до граница да не го загрози моето право, да бидам јас македонец во мојата татковина, да говорам мој мајчин македонски јазик, да сум државотворен народ во татковината Македонија, во држава која што е создадена со 100.000 борци во Втората светска војна на страна на антифашистичка коалиција. 40.000 жртви имаме дадено во Втората светска војна. Ние апсолутно имаме право во 44 година со одлуките на АСНОМ, 46 со уставот сме дефинирани како држава на македонскиот народ. Со референдумот 91 сме дефинирани како држава на македонскиот народ. За да дозволиме денеска со овие две погубни политички партии од црно-белиот спектрум ДПН и СДС да дојдеме во ситуација да биде загрозена државотворноста на македонскиот народ. И тоа е она кое што боли и печи и кое што јас сум убеден дека е гнев во срцето на секој чесен, искрен и добронамерен македонец во татковината Македонија. Немаме право ние како македонци да се откажеме од државотворниот статус во Македонија. Денеска македонското во Македонија е под сериозна силна агресија. Вие имате професори од Социјалдемократскиот сојуз кои што инклинираат кон тоа дека повеќе не постои македонски идентитет, дека ова е северно-македонски идентитет, дека градиме нов идентитет, дека сме имале, не знам, заедничка историја со бугарите до 44 и така натаму. Имате милион небулози, јас би ги нарекол, простете ми на изразот, будалаштини од ранг. Ако е Бугарија во Втората светска војна во пактот со Рим, Берлин, Токио, со фашистичката Оска, ако имаат подпишано пакт со Хитлер, дека влегуваат во таа алијанса, не може да бидат тие ослободители. Што сега во име и за сметка на некоја си предпоставена европска безперспективност ние и понатаму ќе веднеме главата и ќе виткаме кичмата. Јас сум жесто критичар на политиките на Социјалдемократскиот сојуз, кој што јас ги нареков апизмент политики, по изразот на Чемберлен и оној негов погубен став во однос на фашистичка Германија и Хитлер, кога Черчил велеше: вие храните крокодили, надевајќи се дека последни вас ќе ве изедат. Време е за враќање на националната гордост. Време е да го вратиме македонецот да биде свој на своето во својата татковина без око да ни трепне. Затоа што е дирната зеницата на македонскиот идентитет, на македонскиот национален стратегиски интерес. За жал, немаме друга партија на политичка сцена, ниту во име и за сметка на ДПН, тие повеќе не се ВМРО. Со серијалот на предавнички постапки уште од времето на референдумот, од председателските избори, од уставните амандмански измени, од СЈО и еве сега со ова колебање околу излегување на избори, тие континуирано, значи, одработуваат во име и за сметка на ЗАЕВ и Социјалдемократскиот сојуз. Од тога јас можам само да шпекулирам или да проценувам дека или политиката ја води Будимпешта, или има сериозна уцена внатре во партијата или надвор заради некои своји гревови или предпоставени кривични дејанија во претходниот период во име и за сметка на раководството на ДПН и лично Мицкоски, или имаат, не знам, неодработени работи за
оние шпекулации кои што никој па до ден денес не се демантирани, дека тие се производ на бугарските разузнавачки служби и дека ден денес тие одработуваат за нив. Јас ги провоцирам во X наврати, ни еднаш не добивме јасен, јавен и експлицитен став дека тие апсолутно не се производ на ниту една служба. Затоа имате шпекулации дека се удбашка структура, дека се структура на странски разузнавачки служби и така натаму. Значи, сиот овој спектар на оваа траорна политичка карта во Македонија не натера да влеземе во оваа политичка битка. Едноставно со се свое да се обидеме да анимираме се што е потенцијал на нацијата и со сиот расположлив потенцијал на нацијата во полн капацитет, секој во полн лидерски капацитет, да влезе партнерски со интегра на основа на нашава програмска платформа, на основа на матрицата на нашава идеологија, да направиме пресврт на политичката сцена и од Македонија конечно да направиме пристојно место за живење. Јас велам, ние повеќе не смееме да се сеќаваме на овие изминати 30 траорни години. Нив треба да ги заборавиме како еден кошмарен сон. И уште додаваме дека со новата изборна платформа на Интегра, која ја нарековме нова македонска ренесанса, на прагот на третата декада на 21. век, за 8 години 2 изборни циклуса или за една декада, ако сакате од денеска, јас можам одговорно пред Бога да кажам дека македонците повеќе не ќе може да ја препознаат Македонија, сеќавајќи се на оваа Македонија како што ја знаат и поимаат денеска и во изминативе 30 траорни години. Сеќавањето на овие изминати траорни години ќе биде еден кошмарен сеќавање како на еден кошмарен сон, кој што не сакате да помислите на него дека воопшто сме го преживеале во овие 30 траорни години. Ако сакате во анализата може да одиме уште подлабоко. Во овие 30 години ви имате систематско детериорирање на задување на економската моќ на македонецот. Од старото девизно штедење, од Љубљанска банка, од ТАТ штеделниците, од криминалната приватизација, се е тоа стигма на Социјалдемократскиот сојуз. Од покачени даноци, од малтретирање на овој народ со казни инспекции во време на ДПНЕ, од закани сеење, страф, ужас и рекетирање, непријателско преземање на фирми, пропаднаа сија се здрави мали и средни бизниси во Македонија. Во сиви овие изминати години имаме 200.000 стечени во периодот 94-98 година. Значи, Велес особено има претрпено страотни загуби во тој период. Многу семејства беа затворени, многу младини отидоа надвор, подведени со овие бугарски пасоши и така натаму, за да си бараат перспектива да едноставно не го изгубат векот. 30 години е половина животен век. Ние не можеме повеќе да очекуваме дека тие погубни политички структури кои што не внеле во проблем тие 30 години не донеле на ивица на провалијата, дека и ќе не изведат од проблеми, ќе не изведат од таа ивица на провалијата. Ајнштајн вели дека тоа е најголемата човечка глупост да се надевате дека тоа ќе се случи. И нема да се случи. Затоа е интеграна политичката сцена. Затоа излегуваме со заокружена политичка идеологија, затоа што нацијата треба да знае каде ќе биде за 4, односно за 8 години 2 мандати владење на Интегра. Што треба јасно да им кажете на граѓаните. Јас во последно време употребувам една кованица, ако појдете да извадите авионски билет, шалтерски службени прво што ќе ве праша дајте ми дестинација. Дали е Вашингтон, Лондон, Ерусалим, Москва, Пекинг и така натаму. Значи, како ќе изгледа Македонија за 4 години со интеграна власт? Ние треба сега на нацијата да ја кажеме. И затоа е интегра, тоа што го мислите да го говорите, тоа што го мислите и говорите и да го правите во животот, затоа што градиме концепт збор планина, нашиот збор треба да тежи планина и на основа на нашиот даден збор пред народот, ние сега имаме интроспотови кои што ќе одат по сите телевизии, каде што секој член на председателство на Интегра и сите од кандидатските листи на Интегра, од првенците на листи, значи даваат јавен завет со својот народ пред Бога, со рака, со Библија во рака. Сите носители на листи од председателството положија рака на Библија заклетва дека со сето свое срце, со се свое, ќе се бориме да од Македонија направиме пристојно место за живење и тоа што ние го ветуваме, ќе го оствариме. Ако не го оствариме, ќе имаме контролни проверки, плебисцитарни на 2 години и ако нацијата рече не сме задоволни од работата на владата на Интегра, тогаш веднаш ќе распишеме нови избори без око да ни трепне, ќе следиме волјата на народот. Така ќе градиме концепт, христијански модел, дека по делата ќе не познаете кои сме, што сме и каде целиме и каде движиме. За да стигнеме до сето тоа, најпрво треба да имаме избори. Ајде сега да одиме на таа тема, услови за избори, се наоѓаме во една ситуација на COVID-19, пандемијата ни е тука. Некои велат треба избори, не треба избори. Кој е вашето мислење?
Ние пред да истече вториот турнус на воредна состојба, имавме пресконференција и јавно побаравме прекин на воредната состојба и подготовка на општеството за одење на избори на 14 јуни. Ценевме дека тоа беше оптимален термин во кој што ќе можеме ние да направиме пресврт на политичката сцена и да се отцрта нова политичка карта во Македонија. Значи, ние први на политичката сцена побаравме избори на 14 јуни. Некој потоа не обвинува дека ние го спроведуваме, ставот на Заев и така натаму, кој се појави 2 до 3 недели после нашиот став дека избори треба да бидат во јуни. Че во ситуација може да кажеме слободно дека Социјалдемократскиот сојуз го следа ставот на Интегра дека треба да имаме избори во јуни, аргументот е едноставен. Вие имате техничка влада чија што е единствена обврска по закон е да ги спроведе изборите. Таа е техничка влада, иако е коалициона помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ДПН. И како таква не сме да носи политички одлуки. А оваа влада влезе во воредна состојба, работи со укази, со сила на закон, значи носи тешки политички одлуки, носи тешки одлуки за задолжување на нацијата, не носи на работна должничка криза, 60% од бруто домашниот производ веќе е јамка околу вратот за нацијата. Ние само оваа година треба да вратиме околу 720 милиони евра ануитети по кредити, по евроврзници, по благајнички записи, државни врзници и така натаму. Значи, државата е сериозно задолжена, а ние влегуваме уште во турнус на задолжување. Значи, тој круг во економијата се нарекува смртен економски циклус. Вие се задолжувате за да ги вратите старите долгови. Тоа е во едно семејство, ако сакате да се задолжите да вратите стари долгови, тоа е опасен круг кој што ве носи на ивица на провалијата. Затоа ние цениме дека мора да имаме политичка влада, мора да имаме политичка карта, особено кога собранието не ви функционира. Вие немате ниту една демократска институција која што функционира во политичкиот систем во Македонија. Тоа е многу опасна зона за држава која што според Economic Intelligence Unit, значи економист Intelligence Unit, е лоцирана на ниво на хибриден режим. Се уште сме ние на ниво на хибриден режим. Таа стигма ја добивме со периодот на владење на ДПН 2006-2016, но продолжи и денеска сме ние на ниво на хибриден режим. Немаме дури ни компоненти и исполнети услови за да се вратиме на претходното ниво фалишна демократија или flawed democracy, што ние го викаме во политички науки, а камоли да дојдеме до полна демократија. Од тука Интегра во својата изборна платформа, новата македонска ренесанса, ги таргетираме сите 72 компоненти на полна демократија. Затоа што во теоријата на политички науки има, веќе е тоа на ниво на закон, дека две полни демократии не војуваат помеѓу себе. Од тука Македонија целиме да ја претвориме во полна демократија. И Интегра е првата што поставува толку висок таргет. Сите 72 компоненти се таргетирани во изборната платформа со посебни стратегии и политики и со мерки и инструменти на ресурските политики. Значи, зборуваме за еден научно издржан теориски концепт. Значи, имаме еден многу јасен план, една моќна политичка визија, која што е вон стандардна и јас можам да кажам во оваа фаза е безвремена за нацијата и за државата. Значи, за оваа изборна платформа, ако даде Господ да ни отвори врата во срцето на народот, да ни ја положа довербата и да ни даде доверие да водиме влада во еден или два изборни циклуси, јас тврдам дека ние Македонија ќе ја престроиме, ќе ја препородиме и нема да ја препознаеме сите заедно. Че имаме начин, знаеме како, имаме план да направиме од македонците богати и просперитетни граѓани. Затоа што немате богата и просперитетна држава, ако немате богати и просперитетни индивидуи, поединци. И тука не говориме само за македонците и за македонскиот народ. Иако сме ние во основа национална партија. Некои не нарекуваат и националистичка партија. Да, според Ендрю Хейвуд, сите 5 дефиниции за национализмот водат кон една и единствена, тоа е љубовта кон својот народ. Како што апостол Павле велеше за себе, јас сум евреин од родот Израелев, но во него имаше љубов за сите останати, не помалку за Израелот. Па така и ние имаме сосема легално и легитимно право да си го сакаме својот народ македонски. Да му припаѓаме со сето срце, сила, души и разум. И целата оваа битка е за нацијата да ја кренеме. Затоа е логото на Интегра крената глава, да едноставно се исправи нацијата. Ја крене главата, да ја исправиме кичмата,
Македонецот од секој пат бил горд, достоинствен, чекора со исправена глава. Никој пат не коленичил пред никого. Јас не знам како дозволивме Социјалдемократскиот сојуз и Заев да не доведат во една таква безнадежна ситуација за нацијата, во која нацијата е депримирана, анксиозноста е на сцена, луѓето се разочарани, надежта е изгубена, а за сето време имате економско назадување систематско. И тука нема да застане. Социјалдемократскиот сојуз во нивната велепредавничка агенда нема да застане тука. Тие ќе продолжат сега со бугарското велепредавство. Повторно таа пизмен политика, повторно веднат глава. И ако нацијата овој пат им даде доверба, да не даде Господ да дојдат повторно на власт, нема да остане ни М од ништо македонско од татковината Македонија. Тогаш ние македонците ќе бидеме сведени, нека ми простат останатите, немам ништо против власите и ромите, но ќе бидеме сведени во нашиот статус на ниво на власите и ромите, без државотворен капацитет во својата татковина, без никакво македонско етничко обележје на ниво на државноста на татковината Македонија. И ќе останеме како курдите народ без своја држава, без своја татковина. Јас вчера во Тетово говорев многу остро и многу жестоко на оваа тема. Ние македонците мора конечно да се свестиме и да ставиме прст на чело. Се што досега во изминативе 30 траорни години ни ставало бреме на плеките, ни ги правело нашите лица тажни, ни ја украло насмевката од нашите лица, треба да го испратиме во историја. И затоа секој кој што се колеба за кого да гласа, дури и секој кој што во овој момент мисли дека треба и понатаму да гласа за Социјалдемократскиот сојуз или за ДПНЕ, сериозно да размисли. Нашиот народ рекол 100 пати мери еднаш сечи. Ставете прст на чело, немојте да дозволите во услови на мир да подпишеме капитулација и да ја изгубиме татковината. Го изгубиме ли македонското во Македонија? Македонскиот народ повеќе нема своја татковина. Младите ќе влезат во еден бран на иселување, кој што ќе значи дека веќе се од Македонија ќе исчезне. Тоа не само што е трагичен расплет на ситуацијата. Знаете, овие 300.000 млади се претежно високо образовани. Цената на чинење на еден студент на УКИМ, според сите пресметки, е цирка 50.000 евра. Дали знаете каква огромна загуба е? Вие произведувате високо образован кадар, а високо развиените западни просперитетни нации го шмукуваат тој интелектуален потенцијал и тие работа за нивниот развој, а не за нашиот. Тоа е една трагедија во системот која што ние сме ја дозволиле на тој начин што постојано гласаме за две погубни политички партии за иста глупост на сцената. Ја не верувам дека некој разумен, здрав македонец има право сега на овие избори да гласа за Социјалдемократскиот сојуз и за Заев. Не верувам дека здрав македонец ќе гласа и за ДПНЕ, затоа што буквално се велепредавници и едните и другите го играат тангото со ѓаволот. Ништо добро не му направија на овој народ, ништо добро не ветува дека ќе направат. Едноставно немаат идеологија, нивните идеологии се застарени на прагов на третава декада на 21 век. Идеологиите на Социјалдемократскиот сојуз и на ДПНЕ се целосно застарени. Вие не можете во 21 век да одите со марксистичко-ленинистичка идеологија која што ја прокламира Социјалдемократскиот сојуз. Нонстоп да ви се очите во џебовите на граѓаните. Нонстоп даноците да ги качувате за да може да обстои владата. Кога, кажете ми, во историја во изминативе 30 години владата на Социјалдемократскиот сојуз создала нова додадена вредност? Што тие направија? Па тие не знаат дури да ги потрошат ни капиталните инвестиции. 26% беа лани степенот на процентот на реализација на капитални инвестиции, сега е испод 18%. А веќе измина пола година. Тоа кажува дека Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ знаат многу добро да трошат туѓи пари. Мито, корупција, 30 милиарди долари се изнесени од овој народ. Од џебовите на мојот народ 30 милиарди се изнесени. 30 милиарди, знаете ли што значи тоа? И тоа по математички пресметки. Global Financial Integrity точно кажува дека половина милиарда евра фали годишно од буџетот, од платните биланси на државата. По математика, по официјални податоци објавени во службен вестник, буџетот и службени гласници, буџетите на општините. А половина милиарда е мито, корупција, сива економија. Значи, страшна е ситуацијата во Македонија. 30 милиарди. Дали знаете, дали имате представа што тоа значи? Јас илустрација правам, кога би ги бризгале, направивме еден прост економетриски модел. Кога би ги бризгале тие пари во македонската економија, во економски циклус изминативе 30 години, со овие мизерни стапки на раст изминативе 30 години, сега просечната нето плата по човек ќе беше 1700 евра. Чи повторувам, сега македонскиот човек имаше плата од 1700 евра
поголема него во Франција, тоа е потенцијалот на Македонија. А ние дозволивме да ни отидат младите и да книжиме дополнителна загуба. Никој пат Социјалдемократскиот сојуз не создал додадена вредност, ниту пак ДПНЕ создале додадена вредност. 12 милиарди долари е смешна сума на бруто национален производ, затоа не почитуваат во светот. На оваа благодат од Бога, греф е македонецот да биде сиромашен. Греф пред Бога е македонец да биде сиромашен во оваа татковина, на оваа благодат од Бога. Израел во онаа пустелија, на 20% помала територија, почна држава со 600.000 народ, сега се 5 милиона, со 3,9% стапка на природен прираст на населението. Сега прават преку 300 милиарди долари бруто домашен производ. Нивниот буџет е 80 милиарди. Ние не можеме 12 милиарди по кој знае која методологија е правена и дали е вистината. Буџет од 3,5-4 милиарди. Трагедија е ова. Ние, знаете, Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ направија смејурија од нашава држава. Служиме за посмев не само на соседниве народи, него и пошироко во Европа, едноставно не знаат да водат држава. Не знаат, ако Меси не даде 3 утакмици гол, ќе го сменат, ќе биде резерва. Ја не знам зошто на македонскиот народ му треба толку време да донесе клучната одлука. Да им даде црвен картон и на Социјалдемократскиот сојуз и на ДПНЕ. Да избере нова политичка визија, да избере нова политичка опција, која што им ја враќа довербата, која што им ја враќа надежта. Ја не велам да биде тоа интегра, но ајде да ги поддржиме патриотските сили, да направиме татковинска влада на овие избори, да стане македонецот свој на своето во својата татковина. Анализирајте, промислувајте, 100 пати мерите, еднаш сечете. Сега вашиот глас ќе ја одлучи иднината на татковината. Сега. За таа иднина гинеле наши луѓе, крво пролевале, веле се легенда во тој дел. Че сме давале ние од ова поднебје здрави, силни и моќни македонци и така натаму. Не смееме да дозволиме понатамошно детериорирање, назадување, газање и толчење на македонскиот национален идентитет. Ние мораме да го вратиме примордијалниот македонски национален стратегиски интерес на највисокото ниво, на највисоката точка. Сега е време за пресврт. Сега имаме шанса се појавува нова политичка сила, која што работи на концептот збор планина, ја враќаме нацијата, му говориме на срцето на народот и искрено се надеваме дека нацијата ќе не препознае во нашите искрени намери. Ние ветуваме дека поделата ќе не познаат дека имаме такви и такви намери. И кажав, на 2 години ќе правиме плебисцитарно изјаснување на нацијата дали владата на интегра функционира согласно незините ветувања и согласно очекувањата на македонскиот народ и на, велам, секоја душа човечка која што е родена, чекори и твори на ова парче света македонска земја. И ова јасен, чист концепт. Со интегра нацијата ќе знае на што ќе биде. Сите ќе знаеме на што сме. Нема скриени намери, нема лага, со лага ага не се бидува, одиме со вистината на чело, одиме со Христовата агапе љубов, државата ќе го подметне своето рамо, ќе подаде рака, да го кренеме овој обичен македонски човек на улица. Не може да дозволиме здрави, прави мажи македонци до 15 додо со исправена глава, после 15 да ја веднат пред семејството, зашто не можат квалитетно да го прехранат, да обезбедат квалитетен живот или да ги задоволат амбициите на своите деца. Тоа не било никогаш, ни во турското не било. Македонецот е чесен човек. Тој никој пат не веднал глава пред никого. И никој пат не се плашел, и никој пат не се повлекувал пред предизвикот. Ние мора да го вратиме тој крвен запис на македонецот. Ние имаме моќен крвен запис едноставно. Сите се обидуваат да го анестетизираат, да го неутрализираат. Ни брезгуваат глупости од типот дека сме имале IQ 80, дека не сме биле достојни, не сме знаеле да водиме држава. Тоа се будалаштини од ранг. Тоа се вели во науката Ашов експеримент. Со познатиот експеримент од 47 година на Соломон Еш. Вие постојано со неуромаркетинг и му вршите психолошка пресија на овој народ дека не е способен да има своја држава, дека не го бива за ништо, дека е ниско интелигентен. Замислете, патриотските сили, вие имате ситуации во кои што, внимавајте, стратегиски луѓе работат. Да ви турат во умот дека едноставно се што е патриотско е небањато, немиено, дека е не знам што и дека е страшна работа е. Па вие ако сакате погледнете серијава Преспав. Дали знаете дека тој е неуромаркетинг експеримент?
Брилјантна е екипата, одлична е режијата. Но видете го сценарието кое што Брисел го дава. Видете го сценарието во Преспав. Дали знаете дека тој хотел ја осликува Македонија? Дали знаете дека во тој хотел имате тројца собственици македонци и 25% албанец ви е собственик? Што сака да ви кажа со тоа? Во тие тројца македонци, едниот ви е хомосексуалец кој што наводно е за Европа и ги бара тие вредности. Вториот е небањат немиен патриот. Третиот го интересира само женски и лесен живот. И имате една шмизла која што окото е се надвор, давајќи насока на младата генерација дека таму е перспективата. Ајде погледнете Преспав серијата. Дали знаете дека им се заканили дека буџет нема да им дадат ако не внесат внатре, не знам, хомосексуалци, ако не внесат внатре, не знам, па и сега и бугарката доаѓа, таа треба да биде газдарица на Преспав. Тоа што ви кажува? Тоа што Симпсонови во Америка го прават со години наназад, треба Преспав да го направи во Македонија, да најави дека ќе се прецртува политичката карта, дека Бугарија ќе ви влезе тука, дека бугарскиот јазик ќе ви влезе службен јазик во уставот, дека ќе имате задолжителен бугарски јазик до 600 оделение за децата македонци, дека ќе имате телевизии, новини, радија, портали на бугарски јазик. Дали знаете каде оди Македонија со ЗАЕФ и Социјалдемократскиот сојуз? Не на ивица на провалија, одиме готово во ендек, асимилацијата ви влегува дома. Тоа што со години и децении го прават на нашите браќа и сестри македонци во Пиринска Македонија и низ цела Бугарија, тоа ќе ни се случува нам дома. И ние таа трагедија имаме шанса сега. Таа е соголена на јавна сцена, еве Интегра ја соголува. Храбро, одважно и одговорно. Не смееме да дозволиме здрав македонец не смее да гласа повеќе за Социјалдемократскиот сојуз и за ЗАЕФ. Не смее да гласа ни за Мицкоски и ДПН, затоа што тој кршеше прсти и коленичеше пред Боризов. Тој кршеше прсти и коленичеше пред Ахмети. Јас стално велам и ќе го говорам тоа, илустрацијата е моќна порака. Орелот дуи лета високо заради двете крилја на СДС и ДПНЕ. Ниту едниот, ниту другиот не може да биде на власт без дуи во оваа ситуација. Затоа ни треба тампон, затоа треба Интегра да биде на власт. Затоа Интегра треба да донесеме на политичката сцена, да ги исече крилјата на орелот, да ги сечеме ДПН и СДС, да ги спратиме во историја, за да никој пат повеќе орелот не лета толку високо. 20 години дуи ти владее со Македонија. 20 години немате концесија за вода за македонец. Тие си има своја стратегија. Ние треба да имаме наша македонска национална стратегија. А секој што ќе прифати Македонија за својата тковина и ќе го испочитува државотворниот капацитет на македонскиот народ, тој може да биде партнер и може да работиме пријателски со него. Се додека не прифатат и признаат ти Брисел и Вашингтон и екстремите дома дека само и исклучиво остварувањето на македонскиот национален стратегиски интерес во сета полнота во татковината Македонија ќе биде патокас за мир, просперитет, прогрес во регионов, на Балканот, во Југоисточна Европа, се дотогаш нема да има мир на Балканов. Клучност за просперитет на регионов е остварување на македонскиот национален стратегиски интерес. А сега одиме обратно. Но тоа почна од македонската глупост. Спогодбата со Грција 95 година, кога му се даде брисан простор на Социјалдемократскиот сојуз 94-98, го дадовме националното знаме. Немате нација на планетава која што така лесно, велепредавнички, капитулантски, ќе го даде своето македонско национално знаме. Такво нешто нема. Тоа беше маркер за меѓународната заедница да рече таму е тенко, притискајте, таму ќе се скине. Осиромашувате го народот 30 години, значи носете го во депресија, под неуромаркетинг со таа психолошка пресија, кажувате дека тој не мисли со своја глава, дека не може сам, дека не може без Брисел, дека не може вака и така натаму. Но тие не сметаа дека Македонија секогаш раѓала големи синови. И секој пат ја враќала како феникс ситуацијата и ја свртувала во своји раце. Сакам да го охрабрам нашиот македонски народ. Имаме моќен крвен запис. Имаме моќен крвен запис. Ние мора да го разбудиме лавовското во македонецот. И никогаш повеќе да не дозволиме да веднеме глава пред никого. Ние сме биле горд и достоинствен народ, горди и достоинствени ќе чекориме сега
горди и достоинствени ќе си ја вратиме татковината во своји раце и горди и единствени ќе влеземе во зона на прогрес и просперитет. Простете, може и ова малку со гнев го говорам, но таа моја ревност едноставно треба да стане додадена вредност за нацијата. Кај сите треба да се разбуди пркосот и со пркос да излеземе масовно на овие избори, дали ќе бидат на 5 или на 8, и да го дадеме гласот за здрава македонска патриотска партија во која нацијата има доверба дека ќе не изнесе од оваа кал, жива кал во која се наоѓаме, со Божја помош. Кој е надвршниот интерес за брзи избори или да нема избори? Ние треба да престанеме еднаш да го гледаме надворешниот интерес, него треба да си огледаме нашиот македонски национален стратегиски интерес. Нам ни треба политичка влада, нас не интересира што говори Брисел или што говори Вашингтон. Ние мора да си ја градиме свој македонската политика. Значи, нема кој друг. Ако во Македонија македонците не се стопан на државата и татковината, ова ќе се распадне за 24 часа. Значи, ако македонците не се стопан во Македонија, во татковината Македонија, никој друг не е заинтересиран ова држава да постои. Ке се инсценира граѓанска војна и ке се расцепи ова држава на половина како лубеница. Че ние не смееме да дозволиме македонецот да не биде стопан на своето во оваа татковина, зашто ќе станеме ничија земја, како општествената собственост сечија и ничија. Што се случи? Ја разграбаа маршојади со криминалната приватизација, украдоа, направивме тајкуни богати, секој си го зема свој дел и ние останавме сиромашни. Тоа ќе се случи и со Македонија. Крволочните јастреби, маршојадите ќе надвиснат и ќе почне секој да го колва неговиот дел. Македонецот не ќе има сила. Ако не е државотворен во својата татковина, не ќе има сила да се спротистави на тие јастреби, маршојади, орли и така натаму, што ќе сака да го раскинат македонското национално ткиво, да ослабат Македонија, да го останат субстратот на оно што ја држи Македонија како наша татковина. Немојте да дозволиме, јас ова најодговорно ве замолувам, немојте да дозволиме Македонија да ја изгубиме како своја татковина. А ако дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, и ако се врати ДПН на власт, ќе ви се врати и Груевски, ќе ви се вратат и сите стравови, ќе ви се вратат сите глупости, криминали и корупции, ќе ви се вратат оние слики од бомбите и така натаму. Не знаат тие застарени идеологии да создадат нова вредност. Не знаат тие да подадат рака на овој обичен човек да го кренат, да го направат богат, задоволен од постигнатото во својот живот, да му ја вратат на смевката на лицето интегра, цели на срцето на мојот народ, да ја вратиме на смевката на лицето, да ја кренеме главата, да ја вратиме надежта кај нацијата, да направиме среќни и задоволни граѓани, да создадеме услови, секој со својот личен потенцијал да го оствари својот сон во својата татковина. Немате друга политичка партија која што ви го нуди тоа на политичката сцена. И јас сакам сериозно да не сватат, сериозно да не разберат, да истражат по социјални мрежи се што сме говореле уште јас со студентски денови и до денес, сите лидерски тимови на Интегра. Видете, истражувајте, испитувајте и донесете одлука согласно вашата совест и по Божја волја. Нам ни е потребна промена сега, веднаш и одма. Нам ни е потребно да ги испратиме во историјата, нека не ви звучи ова претенциозно. Во моментот и Ири ви кажува дека поддршката на овие две партии, на нивните лидери, во моментов е на историски најниското ниво испод 10%. И тоа е во континуитет со месеци наназад. Тоа значи дека 80 и кусур проценти од нацијата бара нова политичка визија, бара ново политичко лидерство, бара нови ликови во политиката. Нашата понуда е јасна, чиста, транспарентна, немаме скриени намери, нема скриени политики, се е пред Бога. Ако нацијата не препознае, потребна ни уште видливост, гласност, затоа сме по сите локални регионални телевизии, одиме со реклами на сите или Канал 5 на национални телевизии. Значи, на терен сме на секаде, со луѓе во секаде каде што сме се појавиле, има нацијата високо ниво на доверба во Интегра и во тоа кој јас го говорам. Метриксот на социјалните мрежи кажува дека сме изворедно барани. Немате политичар во Македонија кој што има гледаност на негово видео интервју од 500.000, Љупчо Ристовски го има тоа, 450.000, 380.000, 250.000, Вашево ќе оди над 300.000 гледаност. Сакам да кажам дека нацијата сака да не слуша. Нацијата очекува надежта да ја вратиме од нас.
Затоа, значи, сакам да упатам и порака до нашите во Велес, во околината, секаде каде што имате гледаност, дека време е, зрело е времето за нова политичка опција, за ново политичко лидерство, време е за татковинска влада. Македонија мора, кондицио сине qua non, услов без кој не се може, е татковинска влада. Запамтете, татковинска влада. Интегра во моментот според сите сондажи се ближи до 20% подршка на јавноста. ДПН и СДС се движат негде околу 21, 22, 23. Тоа значи дишеме во врат. Нашите сондажи за доверба на јавноста во лидерите, Заев е 16,8, Мицкоски ова е од февруари анкета. И тоа од фриленсери, од Бриман Галуп, од тим агенцијата, кој што ние аутсорс сме ги ангажирале, сме платиле на анкета да ни дадат објективна анализа, не да не залажуваат, да видиме дали нацијата не препознава и во кој правец треба решафал да направиме на нашите стратегии. 16,8 Заев, 14,65 Мицкоски, 14,56 Љупчо Ристовски. Тоа значи дека им дишеме во врат, затоа се смртно уплашени, затоа имаме страотен, флагрантен напад по социјални мрежи, не обвинуваат со разни лаги, инсинуации, со будалаштини од ранг, нема ниту еден материјален доказ за ништо. Едноставно, стравот им е влезен во коски. Кај нас нема мито, нема корупција, се плашат од нашиот концепт на надпартиски министер за правда, кој што во сабота ќе го промовираме на отворена интерактивна дебата во Охрид. Тоа е доктор на правни науки. Надпартиски министер за правда е нов концепт, кој што е гаранција, по делата, значи, ке не познаете, дека навистина мислиме да воведеме владење на право и независно судство. Тој министер ќе работи исклучиво да го вратиме името. Во првите 100 дена нацијата ќе заборави на Северна. Таа ќе исчезне како пареа од јавниот простор во Македонија. Ќе исчезне како пареа од секоја официјална табла, од секој официјален службен документ. Кој сака нека ви говори. Работиме со врвни професорски екипи од Америка, Британија и од Словенија. И знаеме што говориме. Во првите 100 дена ќе исчезне Северна од јавниот простор со интеграна власт. Нема повеќе Северна. Со изјава за ништавност за изборната платформа во детали го имаме јаснато целиот процес. Кога првпат го изнесовме во јавност, се вознемери американската амбасада и амбасадорката излезе по телевизиите и започна да говори бранете го Преспанскиот договор. Ако не е убедена дека ние може да го кутнеме, зошто би го бранеле? Ако е убедена дека тој е траен, зошто би го бранеле? Тоа кажува дека тој е многу порозен и ние ќе го турнеме. И веднаш имаме одговор за предпоставената блокада од Европска унија. Која ќе се праша, ќе стави прст на чело дали е во интерес да блокира Македонија или не. Или ќе не прифати вака горди, достоинствени, стаменити, такви какви што сме, со остварен македонски национален стратегиски интерес. Тоа ќе го прифати и Софија и Јатина. Имаме нова доктрина во надворешната политика, Counter VL Alliance, имаме одговор на тој дел, имаме одговор на делот на блокадата од Брисел. И така Брисел ни ја затвори во дадениот момент вратата. Со новата методологија за преговори, поглавјата стануваат кластери, се групираат 6 во 1 и секој премин од кластер е политичка одлука на било која влада. Од тука немате експертско ценење дали вие имате реален напредок или не, имате политичко ценење. Кога имате политичко ценење, Бугарија ќе ве притиснува во ќош се додека не прифатите дека не постои македонски народ, дека не постои македонски јазик и дека вие сте во суштина еден и ист народ, што е тезата на некој професори од Социјалдемократскиот сојуз, испод ниво ми е името да го споменувам. Се гневам затоа што тие луѓе генерации студенти воспитувале во Македонија, што е трагедија за македонскиот систем и македонското образование. Но да одиме на посветлава страна. Кој е излезното решение? Што нуди интегра? Тоа сакав наредно прашање, значи во делот на она што значи интегра и каде што кажува дека кога ќе дојдете на власт, што би правеле, едно од најбитните работи се економските реформи, исто така и демократските реформи. Кај демократските реков, полна демократија, 72 компоненти ги таргетираме и Македонија враќаме од хибриден преку флау демокраси во полна демократија. И тоа ќе биде крајна цел. Македонија ќе стане пример како се станува полна демократија во 2 изборни циклуса. И ќе бидеме локомотива што ќе ги влече соседните држави. Илузија е демократија во Бугарија и Грција како земји членки на Европска унија. Вие денес во трета декада на 21 век да не признавате некој тоа што го чувствува длабоко во срцето. Јас сум 7 генерации македонец со писмен запис. Од дедо Лео. Ја знам за себе кој сум. Ние сме македонци во крв,
по род и по самосвест. Не може друг да ми каже демократија. Каква демократија е во Бугарија ако не ти го призна правото на постоење како народ? Веле, вие сте измислена нација, титовска, комитерновска творба и така натаму, будалаштини од ранг. Јазикот бил, не знам, бугарски, дијалект, не знам што, измислен јазик од Коневски, од Тито. Кој е оне француско-македонски лексикон од 1594? Па отворете го има на интернет. Во пари се печатен. Илјадници зборови чисто македонски кои ги нема ни во српскиот, ни во бугарскиот, ни во грчкиот. Чисти македонски изрази кои денес ние ги користиме. Од ова поднебје, од ова подрачје. Кој бил тој јазик тогаш? Мислам, тоа е будалаштина од ранг, нешто што не го прифаќа срцето на народот. Не може да биде стандард во политиката, ниту северна, ниту овие будалаштини на Софија и на Атина. Има начин како да се справиме со нив. Новата доктрина на надорешната политика Counter Vail Alliance и новиот принцип базиран на Монроовата доктрина или Power Enhancement Goals, тоа се мали тајни на големите мајстори на занаетот. Имаме многу пријатели во конзервативна Америка, Британија, Израел, Австралија. Во 5 месеци бевме на 4 континенти, имаме моќни пријателства, бевме во Конгресот, тројца конгресмени не примија. Лично се видов со Пол Мичел, протоколарна средба со работните тимови, имаме 2 сати средби. Стивен Стиверс, Крис Смит, во Федералниот парламент на Австралија со 4-5 пратеници се видовме, со еден министер во Федерална влада на Австралија, се видовме со еден сенатор, легендата Джим Моли, генерал во австралиската авиација и така натаму, значи се видовме со моќниот естаблишмент. Бев и во Британија, во Лондон, во конзервативна партија, во седиштето, со тогашниот министер се видов. Значи имаме пријателство, смена линија со израелски официјални представници тука. Значи градиме моќни меѓународни пријателства и партнерства. И бидете убедени, и во Американскиот конгрес има група конгресмени кои што работат на македонскиот национален стратегиски интерес. Таа група се нарекува Macedonian Caucus. И таа расте од ден на ден и ние ќе ја нараснеме до степен на кој што не ќе може повеќе да не се смета на македонскиот национален стратегиски интерес во регионот. А во делот на економскиве реформи имаме нешто што ние нарекуваме хидрогенска бомба. Значи ние имаме 12 економски тенети. На една од интерактивните отворени дебати во живо пред 2 недели месечини ја има на фан страната на Интегра, на интернет страната на Интегра и на нашиот YouTube канал. Може да ги погледнете 12 економски тенети. Ние одиме на еден многу виспрен и економски мудер начин. Значи, ги растаретуваме плеките на населението. Тоа значи идеме со намалени даноци. Ако СДС иде со прогресивни даноки, вели дека е наводно праведен. Ако ДПН е ода со рамен данок и вела дека е праведен, сега од 10 на 8 ќе оделе. Ние одиме со регресивни стапки на данок. Како сте вие поуспешни во општеството, така ќе ви се намалува товарот. 80% од малите и средни бизниси вработуваат денес во Македонија. 80% од бруто домашниот производ го носат мали и средни бизниси. Тоа ви е маркер. Тука треба државата да подметне рамо, да подаде рака. Да ги кренеме сите тие мали и средни бизниси и да отпочнеме еден нов економски циклус. Со намалените даночни стапки ќе следи еден масовен процес на дерегулација. Проектот се вика МАСДЕРЕК. Творецот на економската теорија за дерегулација во лидерските тимови, тоа е угледен инфлуенсер, професор од Американското општество, во лидерските тимови на Интегра. Значи, таа теорија вели при 10% намалена регулација во системот имате сам по себе 3% стапки на раст. Без да ви се меша владата во ништо, без ни една одлука. Тоа е еден измореден маркер каде вие треба да движите општеството. Бројните лиценци, дозволи, решенија, се основа за мито и корупција. Тие нивоа на служби под притисок на избраните партиски функционери секој пат ве рекетираат. Нацијата тоа добро го знае. Секој решение, дозвола, лиценца или не знам привилегија остварена наводно од државата и така да е од татко им и мајка им државата. Бог да чува. Ова е држава на сите. Ние сме ја формирале државата. Ние сме ја формирале државата и таа треба нам да ни служи, не ние неа. Ние треба да растеме во системот и во државата, не таа да расте како диносаурус да не загуши во јавниот простор овде. 160.000 администрација, кој ќе ја плаќа? Должничка криза е на повидок. Значи, првото е намалени даноци, второто е масовна дерегулација, значи ќе се поедностават сите бизнис процедури и ќе имаме и масовна општествена регулација. Ќе се ослободи енергија во системот. Ќе го симнеме јаремот од леките на луѓето. Државата ќе подметне рамо, ќе подаде рака. Одиме со третиот столб. Капиталните инвестиции и субвенциите се извор. Тоа се крокодили баруштина на криминал и корупција во држава.
да ги отворите сите овие големи проекти, и ако сакате Кичево, Охрид и не знам автопатот до Штип, таму имате анекси по 50 милиони евра, по 100 милиона евра и така. Па отворете ги на град Скопје, отворете ги сите тендери. Анекс врз анекс, анекс врз анекс, во анексите е криминалот. Таму се цицаат, се шмукаат капиталните инвестиции едноставно во приватни цели. Значи за приватен интерес, затоа имате вие ниско ниво на реализација на капитални инвестиции со ДПН и со СДС. Зошто? Затоа што не може да си го остварат коруптивниот интерес. Не може да се договорат со јавни тендери, има процедура и така натаму, не може да се договорат. Има луѓе стаменити што не сакаат да плаќаат, честно работат, честно сакаат да заработат. Значи имате високо ниво на корупција. Ова е грне со мете во рацете на премиер, вице-премиер, министри и стално го брцаат натраг грнето со мет. Ние сме единствена партија на политичката сцена, која што вели го тргаме грнето со мет од рацете, од дофатот на премиерот, вице-премиерите, министрите. Че го ништиме дискреционото право да имаме влијание врз капитални инвестиции и субвенции на начин што преку масовен процес на приватно јавно партнерство ќе го изнесеме целиот овој капитал од 650 милиони евра годишно во посебен македонски инвестициски фонд МЕИН, Macedonian Investments. Тоа ќе биде 1/3 удел на државата за мега еквити фондови, за мега еквити проекти. Чебрен, Галиште, Бошков мост, соларни резервати, ветерници. Третиот алтернативен бран на извори на енергија од хидроген, производство на реактори за согорување на чад од индустријски оджаци, па дури и за индустријски отпад и радиоактивен отпад. Македонија спие на нафта и газ. На потегот Бориево Беласица на 30 бушотини откриени се 27. Од 27 покажа дека Македонија спие на нафта и на газ. Македонија може да стане главен играч на газ за екс-Југославија и за овој дел на Југоисточна Европа. Рафинерија со Евро 6 стандард може да никне таму. После првата година од власта на Интегра ќе ги направиме деталните геолошки истражувања за овие минерални сировини и јас ви тврдам дека ќе никне една најсовремена рафинерија со Евро 6 стандард во тој дел, нели по најсовремени еколошки стандарди, и ќе никне исто така, значи, капацитет за снабдување со газ. Ке имаме брза и масовна газификација на цела територија на Македонија, вклучително и град Скопје. Потоа ќе имаме масовен процес на трансформација на клучниви јавни претпријатија кои што не се снаоѓаат на пазарот. Земете го МЕПСО има 30% загуба, наместо да инвестират во санација на дистрибутивната мрежа на струја, тие купуваат, мислам, фотели и мебел од телешка природна кожа. Зашто не може ли да седат на поинаква кожа господата? Че имаме јавашлук, служа за партиски вработување и македонски пошти и железница, транспорт, секој јавно предпријатие вие товарено магаре. Че ние го товариме како магаре додека не клекне и додека не се распадне. Така се распадна големи системи. Од тука тие ќе одат на барабан, по моделот на приватно јавно партнерство ќе мора да влезе приватен капитал. Потоа имаме нова транспортна стратегија за брза железница. Македонија ќе ја изврземе со брза железница. Знаете, ако Кина прави 10.000 километри брза железница до 350 км на час за 6 години, тоа е стандардот. Македонија за 2 изборни циклуси може да направи 960 км брза железница. Имаме доктор на сообраќајен инженеринг, имаме професори по транспорт, кои што ја направија трасата. Знаеме точно, во изборната платформа стојат трасите, како Македонија ќе изврземе со брза железница, како Струмица со Охрид ќе ја поврземе. Како ќе ја поврземе секоја точка во Македонија, зборам, за брза железница до 200 и 220 км на час, каде конфигурацијата на теренот тоа го дозволува. Тоа значи дека нашата нова транспортна стратегија е за 1 час да стигнете на секоја точка во Македонија. И тоа можно изводливо е да се направи, ако немате корупција од пола милиарда годишно, значи ние немаме потреба, кај нас нема корупција, јас сум проповедник на словото, јас пред да влезем во политика, случив завет со Бога, сите во политиката, во лидерските тимови положиме рака на Библија, се заколнавме пред Бога, дека ќе работиме за татковината Македонија, честно, значи без апсолутно било каква помисла да се брцне во туѓото, да се земе од туѓото. Тоа е проклетство. И тоа не смееме да си го дозволиме, особено не во политиката. Понатаму одиме. Овие капитални инвестиции се 1/3 удел во фондот. 2/3 удели за овие мега проекти
ќе ги донесеме со приватни инвестициски фондови во 3 слободни финансиски зони: Скопје, Охрид, Струмица. Имаме триаголник. Го нарековме Financial Triangle или Mafit Zone. Во таа зона ќе донесеме моќни приватни инвестициски фондови, од кои што со 2 веќе имаме обавено разговори и сме на ниво на подпишување меморандум со тешки милиарди. За волја на вистината ни пристапи и кинески државен инвестициски фонд, кој што мораме да го одбиеме, бараме само приватни инвестициски фондови. Затоа што тука нема корупција, тука е чиста ситуацијата. Тоа значи дека капитал ќе обезбедиме и од диаспората, ќе го отвориме системот македонците селеници ни светот да влажуваат, зашто имаме ние моќни бизнисмени ни светов. 15.000 милионери се само во Австралија. Сите ќе ги поканиме да влезат во овие бизниси тука во Македонија. Потоа имаме проект Захе за враќање на овие 30 милиарди криминално изнесени пари од ковината. Ќе ги вратиме на еден законит, легален начин, пазете по bona fide моделот, со contribution in kind. Тоа се нови иновативни економски модели кои што ќе ги следат и другите нации и држави низ Европа, бидете убедени, затоа што е тоа така спакувано, така физибл изводливо, што ќе се чудат сите како можевме ова да го помислиме и да го реализираме утре. Значи, на тој начин ќе отвориме еден економски циклус во кој што ќе се мултиплицира додадената вредност во татковината. Че овие 12 милиарди бруто домашен производ, еден обичен град, сакате Ливерпул, сакате општината Кентбюри Бенкстон во Австралија, произведуваат 15 милиарди долари секој поединечно. Па само Велес и околинава ќе произведува толку колку што Македонија произведува сега. Вие во милиарди долари имате потенцијал да правите бруто домашен производ. Еве како. Во Велес покрај Вардар на 10 хектари ни е предвидена нова технолошка високо развиена зона, иновацијска, информатичка, високотехнолошка зона. Ја нарековме ВИТЕС, Велес Innovation Informatics Technology Zone, каде што во првите 100 дена ќе имате нулта стапка на доначување за високо интелектуален ноу-хау, знаење, умења, вештини, иновацијски, информатички, високотехнолошки знаења. Се што е ум од регионот ќе го шмукаме тука. И ќе работиме на Factory of the Future, фабрика на еднината, партнерски со еден од најпрестижните технолошки универзитети во светот, да не го споменувам името сега, со кој веќе имаме екипа која го преговара, нели, текстот на меморандумот, кој што по моделот приватно јавно партнерство со комплетно приватен центар за иновации и дизајн работат на проект со Siemens заедно. Siemens има вложено 100 милиони долари во таа Factory of the Future, која ќе пренесеме еден дел да се работи во нашава технолошка зона во Велес, ако Господ ни даде шанса да владееме со татковината. Тоа значи дека Велес е избран срцето на Македонија, околу него како концентрични кругови ќе се шири тој економски циклус и развојот низ целата татковина. Имаме уште иновативни решенија во делот на зоната за, нели, спа зони слободни, потоа имаме зона за старски центри, каде што во 10 хектари, значи околу Велешко езеро, имате добри површини, каде што може да никнат не само елитни населби, но може да никнат и центри за спа зони, значи зона за спа центри, каде што на 10 хектари ќе дадеме маркици за, не знам, 30 модерни state of the art спа центри, е него Скопје каде е на половина час од Велес. Потоа имаме 7 геотермални точки низ Македонија, каде што имаме геотермална вода, што е невиден ресурс за Македонија, на 72 степени е реткост во Европа. Терме Словенија направи атракција светска од една бања, бајско лекувалиште. Ние имаме Кумановско, Кочанско, Овчеполието, Струмичко, Пелагонички оддел, Косел Охридско, Дебарско, Катлановско, Скопје, 7 точки. Таму ќе има 7 зони на центри за здравствен туризам. Македонија треба да претвориме во центар за здравствен туризам. Шо бараме мајка ние во Боровец, во Бајско, во Сандански, кај што имате субстандардни услови. Овие ќе бидат state of the art центри, врв. Врв. Се што познава светот во она што е најмодерно и технолошки најсовремено. Само да ви кажам колку е ова реално. Значи, со инфлуенсери во јапонското општество, уште пред години имаме разговарано, нивната потреба е, пошто се 100 милиони народ на мала територија, го имаат принципот на патернализам или, нели, култ кон возрастните и стари лица, значи сакаат да имаат пристојна и достоинствена старост,
Тие велат, ни треба надморска висина 600 метри, дајте ни времено престојувалиште, кога ќе почине старото лице, нели, ќе направиме современ крематориум, урната ќе ни ја вратите под ДХЛ во Јапонија, и завршува проектот за тоа лице. Пензиите од 2 до 3.000 долари ќе ги трошат тука во Македонија. Тоа значи околу тие зони за старски центри ќе никнуваат, нели, мали и средни бизниси во дел на, не знам, градинарско производство, овощарско производство, млеко, млечни производи, месни производи. Јапонците велат брза железница, инфраструктура, експресни патишта ќе направиме во тој дел, системски маркети, кино сали, базени, трим патики, ќе им направиме state of the art услови на нашите стари луѓе. Замислете, имаме 25.000 македонци кои што веќе имаат остварена европска пензија. Во вакви state of the art зони на старски центри, неколку низ Македонија на 600 метри надморска висина, ние може да ги вратиме нашите пензионери. Од Европа се 25.000, од Америка, од Канада, од Австралија, Нов Зеланд имаме уште македонци пензионери. Тие кои ќе трошат својата пензија од 2-3.000 долари овде месечно, замислете што тоа ќе значи за македонската економија и каков тоа економски циклус е, тие луѓе треба да се хранат, да јадат и така натаму. Со брзата железница, со новата транспортна стратегија, ние во суштина со 1 час во секоја точка на Македонија, Македонија може да ја претвориме во светска туристичка атракција. Каде што можно е дури и преку 100.000 туристи дневно да доаѓаат во Македонија, ќе може системот да го апсолвира тој модел. Што би значило тоа за Македонија, може само да си предпоставите. Каде би била Македонија за 2 изборни мандата со интегра, може само да си предпоставите. И не е само ова. Имаме се други иновативни решенија. Имаме начин како да се справиме со оваа должничка криза. Имаме DES проект, Debt to Equity Swap се вика проектот, каде што на многу иновативен начин, вон стандарден и вон сериски, ќе го прекинеме овој смртен круг на заложување на тковината и ќе отвориме со истиот круг економски циклус. И ова се мали тајни на големите мајстори на знаејот од политика, во текот на изборнава кампања ќе ги отвараме една по една. Имаме уште многу сијасет иновативни решенија и за Велес, и за околината, и за целата татковина. Имаме многу модерен концепт околу кој се дигна прашина. Скопје ќе го изврземе од Рачево до Сарај по долина на Варда со воздушни магнетни трамваи. Тоа се магнетни возови, нели, на столбови се креваат и така натаму. Има неколку производители во Европа. Цената на чинење е некаде околу 1.100.000 евра. Имаме приватни инвестициски фондови заинтересирани од Сарај преку јужна обиколница Скопје се враќа назад. Ќе имаме веќе неколку излезни точки од Скопје, од центарот на Охрид до Свети Наум. Ќе имаме исто така воздушни магнетни трамваи. Че имаме сијасет иновативни решенија. Македонија ќе изгледа научна фантастика и нека внимавајте. Сега ова ви го говори човек што има 3 дипломи, 2 докторати, докторски студии во Америка, човек што 15 години има институционална меморија на владени политики, че нема кој што не ја знае ни било која критична точка во било кој владени стратегии, политики или мерки, инструменти, ресурски за водење на политиките. Значи ова ви го зборува човек кој што е проповедник на словото, кој што е Божји човек, чиј што збор тежи планина, чиј што ветување е со завет пред Бога, со положена рака на Библија. Истото го направија лидерските тимови. Значи ова е единствениот начин ако сакаме да направиме богата и просперитетна држава, мора да ги следиме трите компоненти на просперитет според индексот за просперитет или Human Development Index на програмата за развој на Обединетите нации. Тоа е материјалното богатство, образованието и здравството. Образование е мерено преку писменост на 15 години, возраст и здравство, старосната граница на смртност 72 или 3 години за мажи и жени, зависно колку е. Во Европа таа е веќе над 85. Тука ќе гледате старостиот век на населението, ќе го продолжиме како расте прогресот и просперитетот. Колку тоне Македонија старостниот век паѓа. Сега сме на најниско ниво 72 години, што е најниското во Европа. Македонија е на дното во Европа за се. Како дозволиме нашава татковина, чие што име било славно во древни времења, дозволиме да ја донесеме на дното на Европа. Јас со тоа не можам да се помирам. А ако мојот народ може да се помири, тоа што одлуката ќе биде негова. Но сега има многумина рекоа светло на излез на тунелот. Многумина рекоа новата надеж, многумина велат новата политичка звезда, новата звезда на македонското политичко небо. Може би е така, може би не, но јас можам да кажам по делата ќе не познаете дали сме или не сме новата звезда на македонското политичко небо. Оставете што зборувам, гледате што утре ќе направиме за вас. Да влеземе партнери, секој од вас во пол лидерски капацитет, да направиме пресврт во татковината, како што не е виден со генерации, и пресврт за кој што ќе зборуваат, ќе се диват околните народи, а не да не омаловажуваат и подценуваат.
Господине Ристовски, 60 на минути веќе говориме, дојдовме до самиот крај. Нешто што на самиот почеток ме заинтегрира е само најдоброто за Македонија е доволно добро. Ова е последно нешто што ќе проговориме на денешната емисија. Јас би рекол И речете после не од Бога, како можевте ова да го заокружите? Да, јас тврдам дека македонецот не може и не смее да се задоволува со просечност. Само најдоброто е доволно добро за мојот народ. Сме биле славни во древни времиња, ајде заедно да вратиме славата на Македонија од древни времиња. Македонецот никој пат не коленичил пред никого, дури ни во Турско. Никому не му сме дале. Никому не сме му веднеле глава, дури на фашистичка Германија. Навреме препознавме до 43 година, еден возрастен наш сограѓанин 90 и кусур години, вели ние до 43 не знаевме за Тито и за Кулишевски. Знаевме само за Ченто. Автохтон изворен македонски производ е антифашистичката борба и народно-ослободителните партизански одреди во Македонија. Сами ја извојувавме оваа слобода, сами дојдовме до држава, сами дојдовме до независност и самостојност, нормално партнерски со сите кои што си ја прифаќаа Македонија за својата татковина од албанската етничка заедница, од другите малцински групи и така натаму. Ние сме мудар народ, сме го споделиле политичкиот суверенитет, сме отвориле татковината Македонија и така натаму, но немојте да се задоволувате со ништо помалку од најдоброто. Македонија мора да изградиме стандард, state of the art, врв по кој што ќе биде препознато дека е made in Macedonија. Кога ќе види било кој било што, дали е производ од храна висока финализација или текстил или било кој производ стандардизиран made in Macedonија, треба да каже да, го купувам затоа што е од Македонија, затоа што е тоа најдоброто што може да го добие било кој човек на планетава Земја. Затоа треба да го изградиме нашиот систем да биде најдоброто, за да не препознаваат дека на вистина го носиме тој моќен крвен запис и дека на вистина лавовското во нас за кое говориме постои и тлее и ние само треба да го извадиме на површина, да воспоставиме систем во кој тоа ќе биде додадена вредност и секој од вас ќе биде вграден како коцка во мозаикот во таа додадена вредност. Заедно можеме да направиме Македонија богата и просперитетна и сите македонци богати и просперитетни граѓани. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Актуелна во кој ни беше гостин лидерот на Интегра, Македонска конзервативна партија, господин Јупчо Ристовски. Јас му благодарам за сето ова што го кажа денес. Се надевам многу брзо на една нова средба, каде што ќе можеме да говориме и на некои нови теми, исто се подсетиме и на се оно што и денес го кажавме. Останува да се видиме во наредна пригода, а вас ви посакувам се најдобро и се гледаме многу брзо на избори. Благодарам и вас ви го посакувам најдоброто.